Лето е вистинско време да дадеме неколку совети и насоки за бремените жени кои го планираат својот одмор. Нега, превенција и чување на млечните, но и трајните зъби. Нудиме стручен соговорник на таа тема, но при тоа и вежби за превенирање на Паркинсонова болест и секако здрав избор на рецепт за целото семејство се дел повторно од денешното издание на Во прв план. За многумина летото е период на релаксација, одмор, уживање. Но дали е така и за трудниците? Иако бременоста не треба да се доживува како вонредна, туку нормална состојба, сепак високите температури може да донесат одредени грижи, па треба да се знаат одредени нешта за идните мајки да останат мирни и пред се безбедни. Најбитна во летниот период е хидратацијата, па така стручните лица советуваат бремените жени да пијат од 10 до 12 чаши вода дневно. Бидејќи дехидрираноста на телото може да предизвика остипација, замор, отоци, вртоглавица, а во најлош случај предвремено породување. Водата е секогаш прв избор за хидратација, но повремено може да се освежите и со свежоцеден сок, кокосова вода која е богата со електролити, како и разладени чаеви. Многу е важно на бремените жени да им биде удобно, па затоа се советува тие да носат широка облека или, народски кажано, онаа што дише. Воглавно таа е изработена од памук, лен или бамбус. Исто така, прв избор треба да бидат светлите бои, тие ја рефлектираат сончевата светлина. Важни се и обувките кои пред се треба да бидат удобни и рамни или со ниска подпетица. Потребна е и контрола на внесувањето на сол кај бремените жени, посебно налето, со цел тие да имаат што помалку отоци, особено да се избегнува преработената храна богата со натриум. За активните трудници, освен прошетките, најдобар избор на вежби се пливањето или пренаталните вежби за истегнување. Летото е период на изобилие на свеж зеленчук и овошје, кои треба да се доминантни во исхраната на бремената жена, но треба да се внимава тие да бидат добро измиени пред нивното конзумирање и по можност од органско потекло. И како што видовме во прилогот пред малку, внимание денеска посветуваме на бремените жени и нивните потреби и навики во летните топли периоди. Денеска со мене во студиото тука е доктор Милена Ѓоргиевска од поликлиниката Промедика. Добар ден. Добар ден и ви благодарам за поканата. Се надевам дека пријатно се чувствувате овде, иако се некои топли жишки летни температури, во подобра ситуација сме од бремените жени кои потешко го поднесуваат ова лето. Дефинитивно топло е за сите. Во најтешка ситуација се бремените жени што мораат да ги поминуваат овие вистина високи температури. Ќе дадеме неколку корисни совети, меѓутоа претходно, бидејќи ја споменавме поликлиниката од каде доаѓате, тоа е Промедика, да им дадеме совет дека за секоја недоумица, прашање, потреба може да се обратат кај вас, бидејќи вие нудите и севкупени преглед и пакет за сите бремени жени. Точно покрај трудници, на нашиот оддел може да се јават сите пациентки кои што имаат потреба од гинеколог. Покрај приватни прегледи имаме и докторки кои што соработуваат со фондот, така ги нудиме сите услуги за пациентките. Покрај гинекологија имаме и други оддели, така да слободно може да го исконтактираат нашиот телефон и да се обратат на сите оддели каде што имаат потреба за целокупното здравје и на пациентките и на нивните семејства. И бремените жени и жените кои не се во блажена состојба имаат потреба од редовни гинеколошки прегледи, барем такви се насоките и советите, минимум еднаш годишно, некои тестови, одредени проверки на здравјето, какви се навиките на жените кај нас во тој поглед и што Промедика нуди во однос на тие микробиолошки брисеви. Светските препораки, а нели нашите препораки тука во Македонија, барем еднаш годишно пациентките да се обраќаат на гинеколог, каде што би направиле комплетен гинеколошки преглед, ПАП, ехо преглед и се разбира во зависност од тоа дали имаат некаква потреба, се прават и дополнителни испитувања, микробиолошки брисеви и така натаму. Сите услуги ги нудиме во нашата поликлиника, така да навистина брзо и едноставно може да се заврши се на едно место. Ова е добра препорака за сите што не гледаат, да знаат каде по горештиниве може да се обратат и да добијат комплетна услуга, бидејќи многу е тешко кога прегледот е на едно место, па треба да ги носите дополнително некаде брисевите. Сето тоа е поврзано со термин, чекање, временски период, а некогаш е потребна брза реакција. Претпоставувам за 48 часа максимум кај вас е се готово. Апсолутно.
Тоа е одлична препорака. Што се однесува до бремените жени, темата за која денеска сакавме малку повеќе да ја ставиме во прв план во оваа емисија. Кажете ми, најпрвен, дали препорачувате бремените жени, поготово оние што се мајки по прв пат, се сигурно со многу прашалници, воопшто да одат на летен одмор или треба да се направи некоја жртва и да се избегне тоа? Знаете како, во најголем дел од случаите, кога станува збор за нормална, уредно контролирана бременост, пациентката може да планира патување во текот на бременоста и во текот на летните месеци, се разбира во консултација со гинекологот, односно докторот кој што ја следи таа бременост. Постојат ситуации, тоест пациентки кои што имаат високо ризични бременности, кај кои што патувањето во текот на бременоста и во летните периоди гледаме да го избегнеме. Тука би ги спомнала пациентките кои што имаат близначна бременост, кои што имаат патологија на постелка, кои што имаат крварење во текот на бременоста, кои што имаат ризик од предвремено породување или спонтан абортус, потоа пациентки кои што имаат покачен крвен притисок, кои што имаат диабетес, тоа се пациентки кои што би требало да го одложат патувањето во текот на бременоста со цел да не дојдат до некои дополнителни ризици и компликации во текот на патувањето и за мајката и за плодот. Во спротивно, како што реков и претходно, доколку станува збор за нормална бременост, се прави пред секое патување преглед со тоа што гинекологот дава совети, препораки како најбезбедно да се помине тоа патување. Патувањето, да, дали имаме посебни насоки колку е безбедно патувањето со авион или се препорачува патување со автомобил? Знам дека некогаш советите одат во насока дека после 32-та недела од бременоста не се препорачува патување на подолги дестинации, затоа што веќе се влегува во период во кој би можело да се случи породување, па некаде во близина каде што сепак може да се добие адекватна помош. Претпоставам дека екзотичните дестинации не доаѓаат и пред се заради оние вакцинални процедури кои што треба да се поминат некој од нив. Токму така. Патувањето треба да се испланира во оној период кога е најбезбедно и за мајката и за плодот. Тоа е некаде периодот на вториот триместар од бременоста, односно помеѓу 14-та и 28-та недела. Тоа е период кога веќе се намалуваат сите тие утрински гадења, мачнини што ги чувствуваат мајките во првиот триместар од бременоста, се намалува ризикот од спонтан абортус и од предвремено породување и целокупно мајката се чувствува многу поенергично, многу подобро. Секако, без разлика на каков тип на превоз се одлучуваат да патуваат, без разлика дали авион, автомобил, автобус, воз, има посебни препораки кои што ги даваме како гинеколози. Секое патување кое што трае подолго од 4 часа е ризично за самата бремена жена, односно двојно го зголемува ризикот за длабока венска тромбоза. Самата бременост е состојба која што го зголемува ризикот од длабока венска тромбоза и затоа треба трудницата да се придружува до определени препораки. Значи, доколку е неопходно да се патува повеќе од 4 часа, тогаш треба да се раздвижува трудницата на 1 час, час и половина, да се хидрира во текот на патувањето и се разбира во некои определени ситуации препорачуваме и употреба на еластични чорапи. Многу од овие авиокомпании го ограничуваат летот на трудни жени, односно до 28-та недела може пациентките со соодветна потврда од доктор да патуваат со авион, веќе после 28 недела има ограничувања во зависност од авиокомпаниите, после 36-та недела веќе не се ни препорачува патување со авион. Секако во однос на дестинацијата која што ќе изберат пациентките, исто така треба да биде во консултација со гинекологот, односно докторот кој што ја следи бременоста, затоа што не препорачуваме во тој период да се посетуваат екзотични дестинации, каде што постои ризик од маларија, од други тропски болести, каде што треба пред самото патување да се примат некои вакцини, живи вакцини кои што не се примаат во текот на бременоста, така да наоѓаме заеднички договор каде што ќе биде пациентката би се чувствувала најбезбедно. Кога станува збор за физичката активност, што препорачувате? Неминовно летниот одмор подразбира доколку е на планина одредени прошетки, па и некои искачувања, доколку е покрај водена површина пливање. Кој е степенот на максимално оптеретување и ангажман кога жената е во блажена состојба? Физичката активност, повторно ќе кажам, доколку станува збор за нормално, уредно контролирана бременост, која што не спаѓа во групата на високи ризични бременности, физичката активност само поволно може да делува на целокупниот организам. Пливањето, пешачењето, возењето на статичен велосипед,
посебна јога или пилатес адаптирани за трудници, се некои од тие физички активности кои што трудниците може да ги практикуваат и во текот на бременоста. Се разбира, тоа треба да биде умерена физичка активност, ограничена на некои 30 на минути во текот на денот. Умерена значи додека се извршува физичката активност, самата трудница да може да зборува. Така би го контролирала интензитетот на вежбање. Тоа може да се прави неколку пати во текот на неделата и секоја трудница треба да го прати своето ниво на енергија, односно замор што го чувствува. Во текот на летниот период најчесто добиваме од пациентките што доаѓаат кај нас во ординација прашање дали може да пливам во море, во езеро. Се разбира, тоа е една од најдобрите физички активности што може да ја има трудницата. Меѓутоа се разбира да не е премногу водлабоко, затоа што во текот на бременоста пациентката многу побрзо се заморува, да не е далеку од брегот, да е достапна медицинска помош и во тој случај, нели, може да слободно да пливаат и во море и во езеро. Претпоставувам дека препораката со умереноста важи и за изложувањето на сонце, кое треба да биде проследено и со користење на адекватна козметика и препарати за заштита на кожата, бидејќи бременоста можеби не е една вонредна состојба, меѓутоа кожата е почувствителен орган во тој период. Апсолутно. Изложувањето на сончеви зраци е штетно и за општата популација, а особено е штетно за трудницата доколку не е адекватно заштитена. Во текот на бременоста доаѓа до промена на хормони, под дејство на тие хормони самата кожа на трудницата е многу поосетлива на УВ зраците. Затоа и препорачуваме соодветна заштита од сонцето и од тие УВ зраци. Најдобро е да се избегнува оној период кога е најтопло, помеѓу 10 часот наутро и 16 часот попладне. Во тој период пациентката да биде под сенка, да се хидрира, да носи лесна облека, да има заштита на главата, значи шешир, очила за сонце и се разбира да се користат креми за сончење со висок фактор за заштита. Особено е чувствителна кожата на лицето и кожата каде што има стрии, стомакот и другите делови на телото и таа бара посебна нега и грижа во тој период. За крај на денешниот наш разговор, само една препорака, кои се неопходните составни делови од медикаментите или препорака кои средства да ги понесе во својата патна торбичка една трудница кога заминува на летен одмор. Пред било какво патување, мој совет е да го посетат нивниот гинеколог, поточно доктор кој што ја следи бременоста, за да добијат точни информации кон кои правила и препораки треба да се придржуваат. Остануваат примана на сите витамини кои што ги примат во текот на бременоста, се разбира дополнети од онаа терапија која што нивниот гинеколог, односно доктор, смета дека треба да ја имаат со себе. Пиење на доста течности, најмногу вода, цедени сокови, чаеви без шеќер, јадење на храна која што е добро термички обработена, овош и зеленчук која што е добро термички и счистено, избегнување на сурова храна, така да тоа се тие некои избегнување на алкохол, тоа се тие некои препораки вака општи. Летните коктели ќе почекаат за од кога ќе се случи породувањето, претходно освежувањето ќе биде со некоја неалкохолна варијанта, така? Точно. Да. Доктор Милена Ѓоргиевска од Поликлиниката Промедика беше гостин во денешното издание во Прв план. Доктор Милена, ви благодарам. До следно видување со нови теми. Ви посакувам убаво и пријатно лето. Ви благодарам и на вас. Ние продолжуваме понатаму со останатите теми од денешната емисија. Родителите најдобро знаат како изгледа нервозно, растревожено бебе и добро се сеќаваат на деновите кога причинител за таквата состојба било никнувањето на забите. Меѓутоа, ја паметат и неизмерната радост при појавата на првото запче. Она што веднаш треба да се напомене е дека не постои секогаш прецизен редослед според кој никнуваат забите. Некое општо правило е дека на секои 6 месеци никнуваат по 4 запчиња. Децата имаат 20 млечни заби, а тие побрзо се развиваат кај девојчињата отколку кај момчињата. Воглавном секогаш прво никнуваат долните заби и тоа предните. Секако дека и тука постојат исклучоци. Растењето на забите кај децата предизвикува често нервоза, раздразливост, а бебињата кои не можат поинаку да изразат својата состојба знаат без одредена причина и да се расплачат, често и навечер да се будат. Она што го следи растењето на забите е појавата на зголемено лачење на плунка или така нареченото лигавење. Неретка и појавата на температура во процесот на никнување на забите. Во просек, бебињата од 1 година
имаат 4 заби. Прво никнуваат предните, долни и горни единици, потоа двојките. Би требало растењето на млечните заби да биде комплетирано со навршувањето на втората година од животот. Одредени родители, за да им го олеснат процесот на растење на забите на своите деца, користат специјално наменети гелови и течности. До појавата на првите заби треба да се применува и нивното редовно одржување, со оглед на тоа дека децата во тој период се многу мали и невозможно е тоа сами да го практикуваат, најпрвин родителот може да помогне со поминување или плакнење на забот со стерилна газа. Постојат и посебни четкички за млечни заби. Развивањето на здрави навики за орална хигиена создава подлога за подобра состојба на забите во понатамошниот раст и развој на телото. Во подоцнежниот период, кога детето ќе се навикне само да ги мие забите, треба да му се објасни процесот на четкање, односно дека пожелно е тие да се исчистат со кружни движења, зап по зап, а потоа и четкање на целата површина. Важно е да се следи растењето на забите, односно тие да се исчеткаат од горе надолу и обратно. Млечните заби се исто така подложни на бактерии, односно може да се расипат, и честа и кај нив појавата на кариес, кој се развива побрзо отколку кај трајните заби, бидејќи обвивката на млечниот зап е далеку потенка од онаа на трајниот. Најголем виновник за појавата на кариес се шеќерите и нередовната хигиена, бидејќи добар дел од бебињата и малите деца знаат да заспијат со шишенце во уста во која има напиток кој може да содржи шеќер. За да се избегне појавата на циркуларен кариес, треба редовни стоматолошки контроли, за да се превенира или полесно санира настанатиот проблем. Забите се многу важен орган во процесот на варење на храната. Затоа е важно тие да останат во добра состојба и уште од најмала возраст, детето да развие навики на добро жвакање и варење на храната. Менувањето на млечните заби започнува нешто пред 7-та година. Тие најпрвин почнуваат да се нишаат и потоа сами паѓаат, но постојат ситуации кога треба тоа да го направи стручно лице, односно да интервенира стоматолог. Постојат интересни верувања поврзани со растењето, но и паѓањето на првите заби. Па така некои при појавата на првиот зап прават сладки колачиња во форма на запче, други варат орис, трети купуваат подароци во бела боја. Кога ќе падне млечниот зап, некои го ставаат под перница и ја чекаат добрата самовила да го земе, а на местото на запчето да остави пари. Некои добиваат подарок, трети го закопуваат во земја. Сите обичаи се поврзани со надминувањето на стравовите и полесно минување на растревоженоста при овој неизбежен процес. Како и да е, млечните заби се процес проследен со измешани емоции, но она што треба да се напомене е дека на детето му се неопходни за подобро жвакање. Процес од кој зависи добрата функција на системот за варење на храната, но и севкупниот развој и стабилност. Затоа млечните заби не треба да се занемаруваат под мотото дека се непотребни и дека за некоја година и онака ќе паднат. Туку треба посветено да се создаваат здрави навики кои ќе траат во периодот кога ќе се појават и трајните заби. Во прв план продолжуваме со предвидените содржини за денеска. На моја особена чест и задоволство со нас е доктор Силвија Герова, специјалист, орален хирург и имплантолог. Добар ден. Добар ден, на моја чест и задоволство што сум кај вас гостин. Со доктор Силвија Герова ќе разговараме за неколку интересни теми пред се во доменот на нејзината специјалност, но пред да ги начнеме истите, ќе поразговараме и за негата на млечните заби. Сепак, вие како орален хирург и стоматолог може да дадете неколку корисни совети за одржување на млечните заби, нивната нега и хигиена. Претпоставувам дека залевањето е еден од начините на кои тие заби треба да се одржат што подолго трајни. Па секако, значи, млечните заби си бараат нормално исто хигиена, како што би се однесували према трајните. Меѓутоа, кај децата знаеме како е во однос на исхраната, во однос на четкањето на заби, така да треба малку поголема упорност.
Во преден план нормално ќе ставиме да се стекне една навика на четкање на забите. Во почетокот таа ќе иде малку потешко од рана возраст, меѓутоа со тек на време они самите деца веќе ќе ја стекнат. Понатаму еден поголем проблем да кажам е внесувањето на сладка храна. Јадењето на благо да кажеме. Значи децата практикуваат и сокчиња да пијат, многу им нели понекогаш и со цуцла и со све тие заспиваат. И тие шекери остануваат во устата, да речеме, и се разложуваат и ни ја менуваат pH вредноста веќе во устата, каде што имаме можност да развој на бактерии, со тоа и појава на дечи кариес, да кажеме. И сега, ние не можеме да превенираме тие да не јадат благо или сокчиња, нормално деца се, меѓутоа може да практикуваме почесто одење на стоматолошки прегледи, кај дечите стоматолози, почесто четкање на забите нормално, превенирање има понатаму самите дечи стоматолози си знаат, се прави флуоризација на забите, со цел нив да ги заштитиме колку што можеме, да не го одржат и да не го сочуваат просторот за понатамешен развој на трајните заби. А што ако се случи кариес на млечното запче? Дали тоа се поправа, се отстранува и дали тој кариес може да се пренесе на трајниот зап? Вака се, значи кариесот од млечниот да се пренесе на трајниот не може. Одма да дадем една констатација каде што би се смириле, нели? Луѓето кога ќе се расипе млечниот зап, нормално како и трајниот, ќе си посетите стоматолог, мислам се носат децата на стоматолог, и тој додека е во една почетна фаза да го престрашиме детето, односно да му се намали стравот, се поправа нормално млечниот зап. Затоа велам почеста контрола кај стоматолозите, бидејќи самиот кариес кај млечните заби доста знае брзо да прогредира и да се јави болка и веќе так се створува и стравка и самите деца понатаму за одење на стоматолог. Така да нормално се поправа исто и како и трајниот. Ние навиките за исхраната кај малите деца не можеме толку да ги контролираме, меѓутоа мислам дека надвор од контрола се посебно тинејџерите, а тие воглавном имаат трајни заби. Сега кога во прашање се трајните заби, веќе го спомнав залевањето претходно, Предпоставувам дека од лично барем искуство кај сопствените деца, тоа се оние заби кои треба да бидат носечки некогаш во животот, се заливаат претежно катните кои најтешко се четкаат. Каква е процедурата на хигиената кај трајните заби, посебно кај тинеџерите, кои што се изложени на газирани напитоци, нездрави грицки, храна која секако е премногу процесирана, премногу уморни, некогаш и неодговорни во оралната хигиена. Значи некои совети за што потраен орален, да кажам, систем кој понатаму во животот секако ќе им биде од значај многу, бидејќи со здрави заби, потоа и некоја останата, да кажам, со добра орална хигиена, понатаму многу влијае на дигестијата и се онатаму. Не значи дека ако изгубите зап, сте изгубиле само зап, туку губите разнишувате еден целосен систем. Значи, нормално тинеџерите се најпроблематичната група, да кажеме, од пациенти. И пак ќе кажам дека едно од најбитните е оралната хигиена. Морам да ја спомнам неколку пати, може станувам и досадна. Четкањето на забите наутро и навечер е една од основните, да кажам, навики кои што превенираат во создавање на кариес. Само малку. Ние воглавно велиме да се измијат забите пред спиење, меѓутоа во текот на вечерта се случува нешто во нашата уста што треба да се острани наутро. Значи до основната хигиена бара четкање наутро. Да им појасниме на гледачите. Да. И наутро и навечер, особено пак навечер кога преку ден или сте јаделе цело време, значи потребно сите тие остатоци да се отстранат. Групата на тинеџери е една од најпроблематичните. И пак ќе кажам дека основно правило за задржување на здраво забало е оралната хигиена. Односно четкање на забите и наутро и навечер. Може би станувам и досадна, неколку пати го повторувам, меѓутоа еден од основните процеси да се задржи здраво забало е тоа. Морам само на кратко да ве прекинам, бидејќи навиките велат да се измијат забите пред спиење, меѓутоа вие овде потенцирате дека основата на здраво забало, како што кажавте, е утринско и четкање пред спиење. Значи тоа е некоја основа за да се одржи редовна орална хигиена. Па да. Да не се занемарува утринскиот. Да, најдобро си е и сабајле и навечер. Нормално во текот на денот вие имате пациенти кои што стварно им одржуваат голема орална хигиена во текот
на денот и неколку пати се читкаат. После некоја храна, ние например форсираме после сладката храна обавезно да се исчиткаат зъби. Оралната хигиена, значи на самиот пациент како една од првите основните својства за здраво забало, понатаму посетата на стоматолог. Секогаш ние велиме на 6 месеци да се посети стоматологот. Какви се навиките во Македонија, посебно на децата кои треба да создадат навики, се носат редовно или само кога ќе загусти по потреба? Па морам да кажам и да пофалам, значи во последно време, мислам дека самата работа на стоматолозите, на нас како стоматолози, а веќе и на самите пациенти, се повеќе се обрнува внимание кон оралната хигиена. Се повеќе се практикуваат посетите кај стоматолозите. Ние велиме, значи, еднаш годишно или на 6 месеци да дојдат самите пациенти на механичко чистење, да кажам, на зъбите. Или со ултразвук, полирање, пескарање, бидејќи колку и да има пациентот здрави навики и голема орална хигиена, сепак зъбниот каменец кој што се создава во гингивата, испод гингивата, потребно е малку механички да се исчисти и тоа е со помош на нашата апаратура. Во последно време, ако порано во Македонија имало голема загуба на трајните шески, што беше една држава, да кажам, со стварно голем број на загубени трајни шески. Сега веќе самата профилакса и превенција, залевањето на фисурите кој се практикува, посетата на стоматолог, веќе тоа се крива, да речам, во нагорна линија. Доаѓаме да самите зъби веќе се заштитат и да немаме толка број на изгубени шески, седмици и слично. Мислам дека веќе кај пациентите се јавува една поголема, да кажам, навика на доаѓање на стоматолог, практикување на чистење зъбен камен, залевање, значи контролни прегледи, што е една од основните, да кажам, основните начини да се задржи здравото забало. Доктора Силвија, вие покрај тоа што сте орален хирург, сте имплантолог. Имплантологијата, претпоставам дека е наменета повеќе за луѓето кои имаат веќе оформена вилица, некоја повозрасна категорија која што веќе, да кажем, има стабилно забало. Што правиме кога ќе се изгуби зъб, поготово траен, во некоја помлада возраст или во некој случај каде што имаме дечиња кои се родени со недостаток на одредени зъби? Па нормално да, значи... Помага ли тука имплантологијата? Помага, меѓутоа вака имплантологијата, значи додека не помине процесот, да речеме, пубертетот, односно на развој, на растот на куската, сепак не се ставаат импланти, значи треба некаде после 18-та година, вели самата наука. Меѓутоа, се случува и дека се навратам, бидејќи како честа аномалија, мислам дека ќе се служат и самите ортодонти, е појавата на недостаток на одредени зъби. Најчесто знаат да бидат инцизивите или пак премоларите, петки, четворки, народски кажано. Меѓутоа, нормално, знае да се случи и при големи кариеси, при големи оштетувања да биде изгубен некој од зъбите. Во тој случај ние сме во соработка со самите ортодонти. Ортодонтите ни го одржуваат просторот каде што ќе биде наменет за да се стави имплантот. Тие го одржуваат и целото забало. Значи, голема улога имаат ортодонтите. Тимската работа на стоматолозите може да доведе до една многу успешна приказна со една убава насмевка, ние што би рекле под мотото на нашата ординација. Така да самите ортодонти ќе ни ги, понародски ќе се изразам, значи нивниот третман е да ни ги исправат зъбите, да ги донесат во еден ред и местото каде што имаме недостаток на зъб, доколку планираме имплант, може значи ортодонтот ни го чува тој простор и веќе кога самото дете ќе премине, значи, во возраст каде што може ние веќе да стапиме со орална хирургија, со имплантологија, си ставаме имплант и тоа е тоа. Добро, ова е добар совет за оние кои не следат и кои имаат потреба да ви се обратат. Имплантологијата и нешто што е специјалност на доктор Герова ќе биде само мотив да ве повикаме повторно, бидејќи тоа навистина е една широка тема која би сакале да разработиме и да им ја доближиме на гледачите и нешто што според мене е врвот во моментов на модерната стоматологија и нешто што ако беше незамисло пред 15 на 20 години, кај нас вие го работите многу успешно. Да, ви благодарам, ќе ми биде драго да бидам пак гостин во вашето студио, вашата телевизија, бидејќи многу пријатно се осеќам. Многу ми е драго, се надевам дека ви годеше и вас овој разговор кој го имавме со доктор Герова. Останете и понатаму, ќе ве освежиме малку и со вежби и со некој летен рецепт.
Паркинсоновата болест е прогресивно пореметување на централниот нервен систем. Станува збор за невродегенеративно оболување кое најчесто се јавува кај лицата постари од 60 години. Ова пореметување го карактеризира умирањето на нервните келии одговорни за производство на допамин, клучниот неуротрансмитер за пренос на сигнали во мозокот и контрола на движењата. Во почетната фаза Паркинсоновата болест се манифестира со забавени движења на екстремитетите, проследени со тресење на рацете, познат како тремор. Вообичаено, симптомите се јавуваат на едната страна од телото, но со тенденција на влошување на состојбата како што минува времето. Точниот причинител за Паркинсоновата болест се уште до денеска не е прецизно утврден. Се смета дека станува збор за комплексна интеракција на генетски наследни фактори и влијанието на надворешната средина. Според одредени теории, посебно внимание е насочено кон потенцијалното контаминирање на средината со токсини, посебно хербициди и пестициди. Дополнително истражувањата укажуваат и на можно влијание на храна, обогатена со млеко и млечни производи, како и повторени повреди на главата со зголемено учество во одредени спортски активности, како на пример рагби, бокс, хокеј на мраз. Дијагнозата за оваа болест се поставува со висока прецизност врз база на клинички преглед на субспецијалист со посебно искуство во лечењето на Паркинсоновата болест. Како дополнителна дијагностика се применуваат и низа лабораториски анализи како и магнетна резонанса на мозокот. За жал, Паркинсоновата болест не може целосно да се излечи, но незините симптоми можат значајно да бидатублажени со помош на одредени интервенции и лекови. Се смета дека 10 до 15% од заболените поседуваат одредена генетска основа за развој на Паркинс. Лекарите имаат посебна улога во процесот на детектирање и лечење со поддршка и едукација на пациентот за неговата состојба, со што се овозможува интерактивно учество на заболениот, што е значаен темел за ефикасно управување со болеста. Исто така, раната дијагностика е исклучително важна со цел да го забави прогресирањето на болеста, намали степенот на хендикеп и да ги намали потенцијалните идни проблеми. Со тоа ќе се даде и подобар квалитет на живот на пациентот. Во моментов се уште не постои комплетно лекување на болеста, но постојат неколку ефикасни третмани. Физичката активност, освен што помага во забавување на допамин енергичните келии, допринесува и за подобрување на симптомите на Паркинсоновата болест. Покрај ова, важни се и здравите навики во исхраната, која треба да биде богата со овошје и зеленчук, целозрнести житарки, кои го намалуваат ризикот за појава и развој на Паркинсоновата болест. Добар ден, денеска ќе правиме вежби за Паркинсовна болест. Следува циклус од неколико вежби со одреден број на повторувања. Следите не внимателно.
Ви благодарам што бевте активни со нас. Останите во добра форма до следното видување. Во финишот на емисијата се гледаме во едно порелаксирано издание. По сите совети и насоки кои што ги дадовме во денешното издание на прв план и оној сегмент за вежби, сега завршуваме со повторно интересен и вкусен рецепт. Во летниот период никој не сака предолго да стои да готви и се гледаме да направиме нешто што е економично, брзо, добро избалансирано како оброк, меѓутоа да не чини загревање на целото живеалиште каде што сме присутни и секако да не чини многу време. Токму таква една вкусна оброк салата препорачуваме и денеска. Со вас заедно готвиме во финишот на во прв план и денешниот предлог вели дека треба да имате готова измиена зелена салата. Во маркетите зелената салата можете да ја најдете веќе подготвена за подготовка, па мислам дека сето тоа што денеска ќе го правиме нема да ви одземе повеќе од 15 на минути со процесот на сецкање. Во садот, каде што сме ја ставиле зелената салата, ќе додадеме 150 грама исецкани маслинки. Откако ќе ги додадеме маслинките, кои се исецкани, брендот го бирате вие самите, додаваме 180 грама сварен наут. Тоа е нешто што треба да го надополни протеинскиот дел во салатата и секако да му даде посебен вкус. Салатите со наут се многу интересни, посебно во периодот на лето, бидејќи тој може да се подготви и во крцкава подпечена форма, но тоа ќе го ставиме за некоја зимска варијанта, кога ќе сакаме да ја вклучиме рерната или да го тостираме истиот на некоја плотна. Сега рековме, подготвуваме нешто вкусно, лесно, свежо, да можеме да уживаме во летниот оброк без премногу да ја загреваме просторијата каде што истиот го правиме. Откако ги додадовме варениот наут и маслинките, одиме со нешто што е традиционално кај нас, а тоа се домати, кромит, пиперка. Ова е една варијација на традиционално модерна салата. Имаме насецкан половина главица кромит, го додаваме во овој сад, каде што ги мешаме состојките со салатата и ќе видите како овој сплет на бои всушност, помешан со вкусови, ќе направи едно прекрасно виножито, соединето со адекватен прелив, ќе добиеме на вистина вкусен оброк. Стигнавме до половина со состојките. Сега одиме со 100 грама од прилика, 120 грама, никогаш не можеме прецизно да го измериме доматот. Во моето семејство повеќе се практикува да се јадат така наречените шери домати, со оглед на тоа дека имаат некој поароматичен вкус, меѓутоа и оној препознатлив традиционален македонски домат доаѓа во обзир, ќе го исецкате само малку поситно. Одиме значи со додавање на шери доматите во прилог на салатата. Веќе добиваме прекрасен сплет од бои, а наскоро и вкусови. Рековме во традиционалната варијанта неизбежна и сецканата зелена пиперка.
И овој оброк до оваа форма, која што ја видовме досега, и овие состојки може да послужи и како вегетаријански оброк. Ние ќе го надополниме, односно ќе го обогатиме денеска со уште една состојка, а тоа се 4 листа исецкана пршута. Ја додаваме и пршутата и пред да ги помешаме состојките, ќе зачиниме со интересно направен дресинг. Морам да напоменам дека не е случајно пропуштен моментот што во така наречениот прелив или дресинг популарно кажано, не е додадено сол, бидејќи тој е присутен во голема количина во сушеното месо, но и во маслинките. Дополнително во дресингот имаме додадено пармезан. Една супена лажица пармезан, една супена лажица сенф, сок од половина лимон, една лажица балсамико и 4 лажици маслиново масло. Откако добро ќе ги измешаме, го имаме подготвениот прелив за нашата салата. Тој оди внимателно преку сите состојки. Оваа форма на салати се многу интересни за подготовка, бидејќи истите состојки може да се распоредат во неколку чисти тегли. Подготвениот прелив го додавате врз теглите, ги затварате со капак и потоа ги превртувате. Самиот микс и спој на сите состојки во теглата ќе го направат она што ние ќе го направиме сега со работите кои што ги имаме за мешање, односно приборот за мешање на салатата. Откако убаво ќе измешаме салатата, истата ќе ја послужиме. И во следната емисија моите колеги кои ќе преживеат може да ги раскажат впечатоците. Доколку ми дозволат и следниот пат да направиме некој вкусен рецепт, значи дека овој бил успешен. Вие вашите впечатоци секако дека може да ги оставите во коментар на социјалните мрежи, на емисијата во прв план и YouTube каналот. Гледам да бидам внимателна при мешањето, за да имаме што помалку работа потоа во чистењето на работната површина. Во оваа наша мала симпатична кујна треба да монтираме и часовник кој ќе го измери времето, бидејќи мислам дека вкупно и со сецкање и со целосна подготовка не ни требаше повеќе од 10 минути, но до процесот на сама конзумација ќе заокружиме на 15. Доколку сакате салатата да биде дополнително освежителна, истата можете да ја одложите на 5 минути во фрижидер, меѓутоа такво нешто и нема потреба доколку состојките кои сте ги ставиле во салатата веќе биле на ладно место. Обидот да се направи вкусна и здрава оброк салата е завршен. Се надевам дека ви дадовме, ако не во најмала рака, идеја, бар добар предлог како да ги измешате состојките. Секако дека може да направите и ваша собствена варијанта. Препуштаме на вашата креација да може би направи некој поинаков микс од ова што ние го направивме денеска. За нас секако ова е веќе проверена варијанта и ќе уживаме по крајот на емисијата во нејзиното конзумирање. Се надам дека ве оставивме во добро расположение со предлог на добри вежби за спречување Паркинсонова болест и секако во следното издание со нови идеи и рецепти, но и интересни соговорници. Ви благодарам за вниманието кое што ни го упативте денеска. До следното обидување ви посакувам убави моменти.